Летната жега и оваа сезона им го помати умот на угостителите во туристички Охрид, кои до небо ги кренаат цените на услугите. Па така едно кафе чини од 2,5 до 3 евра, што значи за туристите не се изгор само високите температури, туку и цените, посебно за и така плиткиот џеп на македонските граѓани. Дека Охрид е туристичка стапица, посебно за домашните гости, се согласуваат и функционерите. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски упати апел до гостителите да се вразумат додека сме на почеток на летото, има чаре и за нивното аздисување. Кафе од 3 евра е скапо за македонски услови, наистина. Секогаш пазарната економија треба да ги формулира цените и секаде што ќе видиме дека нема пазарна логика, ние ќе реагираме. Меѓутоа и високите цени некош ги одвраќаат туристите. Значи тука треба да внимават и самите угостители да имаат пригодни цени, доколку имаат пригодни цени ќе имате поуспешна туристичка сезона. Тоа нека биде апел до туристичките работници и угостителите во општина Охрид. Намалувањето на цените на услугите мора да биде во рамките на ЕСНАФот, бидејќи безмалку во сите угостителски објекти цените се исти, што значи дека постои договор помеѓу сопствениците на угостителските објекти, иако законите за конкуренција забрануваат картели, цена дел од туристичките експерти. Од друга страна, и услугата не е за пофалба. Оти угостителските објекти кубурат со кадар, се подпираат на средношколци, студенти, како и странска работна сила. Како нема интерес, секој ден имаме побарувања за келнери, шанкери, Охрид како угостителски град се соочува со вакви проблеми, меѓутоа за жал младите некако го напуштаат Охрид и одат во други држави. Има многу побарувања од различни работодавци, од различни хотели, има од сите земји, не знам, веројатно можат да надоместат одреден дел, но сепак домашната работна сила си е клучна за овие работи, за жал ја нема. Инаку заменик министерот за економија Ристевски кажа дека се прават анализи и дека идната недела, откако ќе ги согледаат приликите на институционално ниво, ќе се огласат во врска со висината на цените на прехранбените производи и тогаш ќе се знае дали ќе се интервенира.